Многумина од СДС ми пишуваат или ќе ме сретнат на улица, обични луѓе членови на СДС и ми велат: "Аве Сашо, знаеме дека нашиве се грешни ко трудни ѓавли. Ама зошто не нарекуваш квислинзи, па после и народот не нарекува така нас обичните членови на СДС? Не ли е премногу тежок зборот квислинг или во превод подјармен слуга на странски сили? Аве, другарчина од СДС, бегајте од таму додека уште е време. Ако баш неќете да пребегате во ВМРО, а нема зашто да неќете кога можете да се пишувате албанци за вработување, можете и како комуњарчиња да гласате за ВМРО, тогаш бегајте кај Димче Девица, Левица или кај Максо Певица. Не останувајте у СДС, бе, зашто камен на камен нема да остане. А сега да ви објаснам лесно како песна, да не решам да ви го свирнам. Да ве напучам ко Александар, што ви напучи сите што ги окупираше на времето. Да не решам да ви го свирнам, тоест да ви го отсвирам песничево лесно. Што е според вас премиерот или председателот на оваа држава ако треба за одложување на рокот за вадење пасоши кој е неуставен да ја праша, да кажеме, Грција и при тоа нема гз да се јави месец дена? Што е тој што прашува странски држави дали може да направи нешто што е од интерес на државата со кое што управува? Да не ви го цитирам уставот и законот дека секој оној кој ќе стави својата држава во подредена положба кон некоја странска држава ќе се смета за предавник и подлежи на казна затвор до 5 години. 5 години затвор за квислинг? Малце, бе. У времето на Тито немаше за квислици 5 години затвор. Имаше напучуење, ама предстрелачки вод. 3 дена после преката пресуда, после прекиот суд. Ако треба, за да сменат рок на пасоши за кои нивните собствени граѓани плаќаат 2 рати и чекаат и мрзнат во редови со мали деца по 12 часа, ако треба за тоа да го прашаат Мицотакис, па шо се бе тие? Хајде, господа членови од СДС, одговорете. И при тоа, пазете, се натегаат кој да му се јавел и тоа јавно го објавуваат како доблест. Демек, еве, ќе ги прашаме грците, бугарите, шо се буните, бе? Ќе ги прашаме најљубезно. И они љубезно ќе ни одговорат: смеете, не смеете. До кој степен го донесува предавството на оваа земја. А Грција, Мадината, не ги чешаат од тој скапан преспански договор, немаат испочитувано ништо. Ама како што тврди поренешниот председател Иванов, се искешираат 120 милиона на домашниве лепотани и чекаат извршување на превземените обврски. А што правиме ако е точно, а 99% е точно дека овие земале пари? Не сме сигурни, значи не можеме да тврдиме, ама еве, така се збори, дека желе пари. Па тоа е предавство од најлош вид. Предавство за пари. А Иванов, кој беше шеф и на македонското разузнавање и врховен командант по долг период, цели 10 години во 2 мандата, сигурно дека ги знае работите од прва рака. Епа, драги мои обични членови од СДС, што се тоа ако не се квиснизи? Да не земаме пример дека непринципиелно е антидемократски советување дека ќе им дадат неограничена власт, каква што гледаме сега од ДУИ и Алијанса, им ветуваат на албанските партии да одат со нив заеднички на избори, на заеднички листи, само со цел да се спасат со албанските гласови. Не ли е и тоа предавство на македонските интереси, само за да останат на власт? И после да формираат влада во која ќе има 20 министри албанци, премиер, председател на собрание, а СДС ќе глуми малцинство во некоја си така наречено проевропска влада. Лап лап лап, лап лап лап, лап 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 лап, Евростап, Евростап, лап лап лап, лап 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 лап, Евростап. Не се тоа квислинзи. Не затоа што ќе одат со албанците во коалиција, затоа што само од предавничките причини нивни ќе создадат влада во која малцинството ќе владее со мнозинството поради нивната политика. Апартхејд,
класичен, ко во Јужна Африка пред 30 и кусур години. Или едноставно, зашто некој со 20 пратеници во парламент да има 20 министри? Каде го има бе тоа? Во која држава? Тоа се раководството на СДС, само за да се спасат од криминалот и предасфалта што ги направија во изминативе 7 години. А за тоа како ДУИ и Алијанса владеат, и не треба повеќе да се зборува. Секој ден слушате како владеат, секој ден чувствувате на своја кожа, секој ден има по некој нов скандал. Скандали ве ги прават као да зимаат антибиотици на секој 8 сата. Не дочекуваат ни 12 сата, ни 20, на 8 сата, нов скандал. Замислете го следниот член на Фондот за иновации од ДУИ, земал, па си отворил фирма, па сам на себе си доделил грант од 10.000 евра. Се почастил малце. За кикиреки, за се. За Кири и Рашковски не лежат за истата работа. Ама за Кири не е ДУИ. ДУИ се американско милениче, зајче со волчи забик од книгите на Стивен Кинг, милно американско домашно галениче кое кине што стигне и колку стигне. Не ви ги кине завесите? Не ви кака удневна по персијанецот? Државата ви ја распарчуе, море, хеј. СДС веќе склучиле пакт со Луцифер, како ДУИ мислам, да останат на власт. А вие овци за месо и волна да гласате за СДС, за да може ДУИ пак да владе. Тоа е вистината, драги мои членови на СДС. И не ми пишувајте веќе, јас немам моќ. Шо можам бе ја да сменам? Јас сум само стендап комичар, изведувач, сатиричар, следач на состојбите. Јас немам сила. Немам сила да менувам државава политички. Немам таа сила. Освен што можам да ги напучам овие од СДС, многу јако. Ама вие имате сила. Со вашето пенкало. Па нели бевте државотворна партија? А сега сте државотворна партија. Зашто државата од вас смрди ка твор бе смрди. Смрди сегде, во Европа и светот. И тоа квислиншки твор. Твор квислинг ги е највише смрдат. Трујат! Пардон, ве молам, со песнава неќам памет да ви солам. Наместо својот народ го одбравте Брисел и ке го јадете за брзо, не ми е ни кисел. Не е заебанција, не е шала, таче е мирната дворска будала. Наталат Ајнштајн и груби Тесла, по 3 пати на ден им цица весла. Станавте политички мрши, нормално тогаш секој на фаца ке ви сврши. Бугарија и Грција во скуп ве седна, да ве прца и да ве клеца и јако ве ебна. На сотони станавте миндер кокони, на пролет во есен, лете и зиме, им шипнате минато сегашност, македонско име. Место учебници на деца делите лубриканти, кога родители се бунат за вас тропаат канти. Кажавте не на дениција и традиција, учите деца на екзактна педериција. Да не тупам, него 8 мај, на вашиот курварлук и петрлук му се гледа крај. Јо. Пред некој ден гледам еден клип сниман во Приштина, во кој се интервјуираат албанци за тоа што би направиле доколку на власт дојде Доналд Трамп ја затвори американската база Бонстил во Косово. Некој ќе рече тоа не е возможно. А ја ќе речам, погледнете го Авганистан и што се случи таму.
се повлекоа за 10 дена од земјата во која 20 fucking години се бореа против талибанците и светскиот тероризам, оставајќи им ја целата земја повторно на истите талибанци со половина донесена опрема која е една стотинка од тоа што го има на Косово. Дали е можно американското напуштање на Косово е прашањето? Па кажете ми вие. Албанците кои живеат на Косово и млади и стари мислат дека е возможно. И тоа сите што се појавија пред камера кажаа така, дека е возможно. И дали имаат решение за себе во тој случај, се отвара второ прашање, велат дека имаат. Сите интервјуирани албанци рекоа дека доколку Трамп ја затвори Бон Стил, дека ќе си ги соберат парталите и фамилиите и ќе заминат од Косово заедно со американската војска. Дека немаат намера да ја чекаат српската војска ниту еден миг. А јас искрено, гледајќи ги како се силни и јаки и гледајќи го оној Курти, како се заканува кај ќе стигне, мислев дека барем ќе си ја бранат државата. Ама времето на војни изгледа е резервирано само за јаките и добрите вазали. Сите други сме колатерална штета. А и што да се борат кога имаат матична држава? Ама и тие да ти биле ко нас, само на бегање ги терало. Сега ми фалеше делот од клипот каде ќе бегаат. Ако се знае дека најблиската локација за бегање на американците е најблиската земја членка на НАТО, ај погодете која е таа земја од 3 пати. Веројатно со нив ќе дојдат и албанците во таа земја од НАТО која погодувате која е, кои не сакаат блиски средби од трет вид со србите. И така приказнава гледано од сегашната перспектива изгледа како издржи Вучичу додека да победи Трамп, а обично првиот потпис што го става председателот е за повлекување од некаде. Да ве подсетам, првиот потпис на Бајден беше за повлекување од Афганистан. Чудни се тоа некои коинциденции во принцип. Исто така многу се чудни коинциденциите дека во Скопје има голема побарувачка на станови, кои се купуваат, а во нив никој не живее. Веројатно со нив ќе дојдат и албанците кои, ако се земе предвид дека околу 200.000 граѓани имаат по 3 пасоши, косовски, албански, северно-македонски, да предпоставиме според тоа кој ќе живее во новите згради во Струга, Кичево, Гостивар, Тетово, Чаир, Изгетмол, па и Карпош не е за фрлање. Еве сега Пуцко ќе го направи фамозниот алумина простор. Факт, затоа што нашите луѓе не купуваат, младите и македонците и албанците избегаа на запад. Германија полна, Лондон полн, Малта, Швајцарија, Австрија фул, Италија, Чешка, Белгија, Холандија, некој ќе рече, абе Сашо, тоа е теорија на заговор. Да, теорија на заговор. И се докаже дека заговорите се 100% вистина. Како беше теорија на заговор кулите близначки, нападот во Афганистан, внесувањето демократија во Кабул и на крај чао море. Ми одосмо, еве другарчиња во Талибан ке се уселат, они се ќе ја водат држава. Така исто и со коронава што ја фативме од јадење лилјаци. Па сега ни се случува и тоа што не веруевме дека ќе ни се случи. Па кој тоа ќе го смени името? Нели така се викаше? Па нели некој овој Пендаровски се колнече вика која е таа будала вика што ќе смени името. Па маме ни еба после. Ако имаш доволно предавници не постои ни една теорија на заговор што не можеш да оствариш. Исто е и теоријава на заговор дека за да влезе Србија во НАТО треба да си го врати Косово и да се одрече од Русија. Потоа дека Македонија е само територија за раскусурување и за нивелирање на граници и дека Украина мора да се подскрати малку, да се отфикари за да обстане. Ама само како житница за храна со контролиран режим од Вашингтон. А потоа ќе мора да ги враќа едно 150-500.000 години парите од Европа и САД во жито и храна. Односно, лево ќе биде НАТО, десно ќе биде БРИКС и Русија. Нема да има дупки и островчиња. Ете, тоа е таа теорија на заговор која ја издаде само едно клипче снимено на пазар во Приштина. Кој сака нека верува, кој сака нека се прави наудрен. Наудрените обично прво ги удираат, затоа што е полесно. Не се внимателни, гледаат на страна, тргаат поглед, зихераши, лешпери. А ние ќе бидеме спремни, бога ми. Ќе изградиме уште некој стан за тоа време. Одлична стратегија. Битно да им ги земеш парите. Они во никој случај, тоест они во секој случај ќе ти ја земат државата. Ти парите, они државата. А јеби га. Теорија на заговор.